следува последниот надпревар, односно последните два надпревари од баражделите за пред светското првенство 2023 Македонија и Чешка. Една од двете репрезентации оди понатаму. Еве твој коментар за првиот дуел во Злин. Па добро, може некоја традиција е тоа да играме постојано со селекцијата на Чешка за овие баражи или квалификации за европско првенство. Добро да се познаваме, ги анализираме, се собравме во саботата, гледаме секој ден видео, гледаме анализа, се спремаме максимално да одговориме на тоа што не чека особено во првиот надпревар таму во Чешка. Нема да биде лесно, квалитетна репрезентација се, видовме на европско дека со сите селекции се носеа, така да мора да излеземе на терен и од таму да ја почнеме таа мисијата е светското првенство. Честите овој пат ќе дадат во подмладен состав, односно ќе нема ни искусните, за разлика од Македонија, каде што ќе се подпре малку и на поискусните играчи. Твој коментар за концептот за она игра на честите од европското првенство? Па играат еден променет ракомет, ако таа Чешка игра квалитетна одбрана, меѓутоа и поспоро има поспора транзиција, сега играат исто квалитетна одбрана, меѓутоа транзицијата му е, можам да кажам, едно од поглавните оружја. Млади се трчаат, меѓутоа и ние имаме млада репрезентација каде што треба да одговориме со иста мера. Сите играчи кај нив играат во квалитетни клубови. Не смееме да ги потцениме, едноставно, како што кажав, треба да се фокусираме на нашата цела, тоа е пласман на светското. Имаат нов селектор, шпански систем, еве ти веќе си упатен во тој шпански систем. Колку е лесно да се прилагоди, да се адаптира репрезентација на таков систем? Па за таков систем според мене треба време и можеби од една страна тоа е некој плюс за нас, меѓутоа не смееме да бидеме опуштени. Се работи квалитетно во тој систем, сите детали се анализира, така да и они анализирале нас, очекуваме некои изненадувања, така да треба да сме максимално фокусирани, нивните слабости ги анализираме, треба сите да ги искористиме и да направиме добар резултат.